Во 40-тите години на минатиот век, македонскиот народ се уште се наоѓаше под прангите на туѓ режим и политика. Предводен од своите национални идеи и мотивите за идентитетско признавање, македонецот од секогаш се наоѓал во првите борбени редови на војските на други држави, за на крај повторно да излезе како жртва на високата политика на големите сили. На 6 април 1941 година, германските војски ја бомбардираа Југославија, во чиј состав се наоѓаше и Македонија. Од поголемите градови беше бомбардиран Белград, како и Скопје и Штип во Македонија. Со поделбата на Југославија од страна на национал-фашистичките држави, територијата на Македонија се најде под бугарска окупација. Бугарскиот окупаторски режим на репресии, национализација, грабежи и експлоатација покрај усилбите на својата пропаганда да се представи како ослободителен, за кратко време го покажа своето мрачно лице, а во народните маси беше согледано дека старото робство е заменето со ново, уште потешко. Истата година во Југославија, како и во Македонија, започнаа подготовките за народно-ослободителната војна и за борбата против окупаторот. Товарот за организирање на антифашистичката борба падна на грбот на Комунистичката партија на Југославија. Во составот на партијата влегуваа неколку покраински комитети, меѓу кои Покраинскиот комитет за Вардарска Македонија. За секретар на овој комитет беше поставен Методија Шаторов Шарло, според одлуката донесена од Централниот комитет на КПЈ и Јосип Броз Тито. Целата таа борба која што се водеше во Покраинскиот комитет сигурно дека имаше своја рефлексија и во местните организации. Таа рефлексија остави големи последици пред се во местните организации, затоа што и во периодот кога беше Методија Шаторов Шарло, членството не беше големо. Треба да се има во предвид дека комунистичкото движење во Македонија немаше толку голема поддршка, народот не го прифаќаше комунистичкото движење, како што се претпоставуваше дека ќе го прифати. Комунистите, например, во 1941 година, вкупниот број на онаа бројка која што успеа да ја направи Шарло беше околу 700 комунисти во цела Македонија. Меѓутоа, во местните организации треба да се има предвид дека тој број беше се движеше од 10 до 20 комунисти, што значи дека 10-20 комунисти требаше да го организираат населението. Меѓутоа, познато е дека по окупацијата на Македонија од страна на Кралството Југославија и со влегувањето на бугарските војски во Македонија, бугарите беа пречекани како ослободители, затоа што се сметаше дека поминува една окупација и дека сега македонскиот народ ќе биде ослободен. Меѓутоа, набрзо народот увиде дека бугарите во суштина не се ослободители, туку македонскиот народ повторно се наоѓа под друга управа, односно под бугарска окупација. Она што се случи после тоа, кога народот почна полека да се освестува дека бугарите во суштина ја продолжуваат политиката на претходните окупатори на Македонија, србите, почна да го прифаќа постепено комунистичкото движење, затоа што оние кои што влегува во комунистичкото движење беа пред се млади македонски младенци и младенки кои што ја прифатија комунистичката идеја во која што беше содржано и ослободувањето на Македонија и признавањето на Македонија како држава, исто така со македонски народ. Веднаш после 22 јуни, Македонската партиска организација, односно политичкото раководство, Методија Шаторова Шарло, Мара Нацева, Перо Ивановски Тиквар како организационен секретар и Коце Стојановски Металец одржуваат состанок една недела по нападот врз Советскиот сојуз и одлучуваат да се формира воена комисија. Тоа ќе биде едно тело кое што ќе ги раководи понатамошните активности содржани во политичката програма, меѓутоа акционо действување со акцент давање на подготовка на вооружената борба. На првиот состанок војната комисија донесува одлука да се формираат диверзантски групи. И оваа одлука е спроведена, се формираат 5 диверзантски групи. На третиот состанок војната комисија во август месец донесува одлука да се формираат партизански одреди, бидејќи следејќи го новиот момент
во глобални рамки дека е нападнат Советскиот сојуз, комунистичката земја и лидерот во комунистичкото движење, тогаш војната добива еден сосем нов карактер на одбрана на првата комунистичка земја. И македонските комунисти го имплементираат ваквиот свој став во политичката програма. На 22 август 1941 година се формира првиот Скопскиот партизански одред. На 11 октомври 1941 година доаѓа до формирање и на Прилепскиот и Кумановскиот партизански одред. Со оружените акции од 11 октомври започна борбата на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор со цел да се извојува социјална и национална слобода. Напори за формирање на партизански одред се прават и во Штип преку иницијативите на месниот комитет на македонската партиска организација. Штипскиот месен комитет преку активностите на своето раководство ширеше влијание помеѓу населението во градот и во селата. Во јули 1941 година во местноста Новакова Чешма се одржува состанок помеѓу Киро Кокушев, Ленче Арсова, Љупчо Арсов, Ванчо Прке и Васил Дуганџиски. И на овој состанок е формиран привремен месен комитет со дадено раководство на најстариот член и најискусниот Киро Кокушев, кој што е представник на работничкото движење во Штипската партиска организација. Сите членови добиваат одредени своји задолженија, одредени своји задачи. Ванчо Прке, Васил Дуганџиски, тие се поврзуваат со младината, со синдикалната организација, Ленче Арсова се поврзува со женскиот елемент во Штип и Штипско и вклучување, значи, во партиската организација. Веднаш по формирањето на месниот комитет се дава насока да се формира и младинско раководство. И вака формираните партиски раководства, младинското раководство и партиското раководство, местното партиско раководство, значи едно ново ниво на Штипската партиска организација. Тоа ниво значи една организирана борба, организирани активности. Во тоа време, 41 летото, околу 4 до 6 партиски кели постојат и функционираат во градот. Да ги спомнеме тука и евреите, имаме 5-6 евреи кои што влегуваат, значи, во овие, прво имаат своја келија, а подоцна се распоредуваат во останатите, значи, келии. Значи, во периодот кога се вршеа подготовки за исфрлање на партизанскиот одред во 1941 година, во октомври месец, голем број од евреите кои што се приклучија кон комунистичката организација во Штип беа спремни да излезат во партизани. Еден од организаторите на евреите во Штип беше Исак Сион, човек кој што беше предводен комуниста и кој што по враќањето од Белград организираше еврејската младина да се приклучи кон организацијата. Значи, по воведувањето на бугарските закони против евреите од 1941 година, и евреите, гледајќи својата шанса да можат да бидат спасени единствено ако бидат во дел од партиската организација, партиската комунистичка организација, тие се приклучија кон ова движење и во текот на 1941 година беа спремни да излезат во партизани. Со формирањето на војната комисија и подготовките за вооружена борба во октомври 1941 година се формираат 4 групи кои требаше да излезат во партизани. Планот на месниот комитет беше да се исфрлат 2 партизански одреда, и тоа Плачковичкиот и Лакавичкиот одред. За жал, поради слабата логистика, односно поради неуспехот при набавувањето на потребното оружје и храна за партизаните, во октомври 1941 година нема да дојде до исфрлање на партизански одред во Штипско. Веќе во 1942 година се прави една анализа на ситуацијата во Македонија и се согледуваат грешките при обидите за исфрлање на партизански одред во 1941 година.
Од летото 1942 година ќе започне едно обединување на македонските комунисти за надминување на проблемот со фракциите кои се создале во македонската политичка партија. На состанокот на привремениот покраински комитет бил повикан и Васил Доганџиски, кој бил секретар на Штипската партиска организација. Се изанализирала состојбата во Штипската партиска организација и било согледано дека штипските комунисти не изфрлиле до сега партизански одред и се дава една иницијатива, момент кога е одлучено и Штипската партиска организација да формира партизански одред и да го изфрли во најскоро можно време. Во текот на 1942 година повторно се прави обид за изфрлање на партизански одред во Штип, кој требаше да излезе во базата на Плачковица, кај село Шипковица. За таа цел беа извршени подготовки за собирање на оружје, храна, облека и санитетски материјали. Веќе кон крајот на месец ноември 1942 година на Плачковица действува едно партизанско јадро составено од Васил Доганџиски, Гераст Цунев, Ванчо Китанов и Јаким Стојков. Оваа група од партизани официјално ќе изврши изфрлување на вториот партизански одред во Штипско на 16 и 17 декември 1942 година. Меѓутоа и вториот обид за изфрлање на партизански одред во Штипско представува еден дебакал, еден неуспех поради ситуацијата која постоела во Источна Македонија. Македонските партизани во однос на бугарската окупаторска војска беа во една незавидна положба. Опколени на 21 декември 1942 година во борба со бугарската војска загинуваат Васил Доганџиски и Јаким Стојков. Гераст Цунев бега ранет, но на патот кон Радовиш е уапсен од бугарската војска. Единствен кој успева да се извлече од провалата бил Ванчо Китанов. Тоа беше потек кој што не беше добро осмислен, затоа што партизанскиот одред беше изфрлен во декември месец 1942 година, кога познато е каква е состојбата во декември месец во насекаде. Голем снег, условите, природните услови беа непогодни за излегување во партизани, меѓутоа идејата беше многу едноставна, требаше да се покаже дека и во овој дел на Македонија постојат комунисти кои што треба да излезат за да се борат за ослободување на македонскиот народ. Меѓутоа, тоа беше основната грешка која што ја направија македонските комунисти, затоа што според директивата на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, комунистите требаше да бидат само оние кои што го организираат населението за борба против окупаторот, односно населението требаше да оди во партизани, а комунистите требаше да останат по градовите и да го организираат населението, што беше таков процес во другите покрајни од Југославија, меѓутоа во Македонија бидејќи народот не беше спремен се уште да излегува во партизани, самите комунисти излегуваа во партизани, па кога ќе беа фатени, ударот врз комунистичкото движење беше многу големо, затоа што ги немаше оние кои што требаше да го организираат населението и затоа потоа беше потребно да помине долго време за да повторно се обнови партиската организација и да се почне со организирање на партизански одред. Ваквото изфрлање, ваквата слепа послушност на македонските кадри, кои што се млади, неискусни, покажуваат дека без една војна анализа на условите во кои што ќе бидат изфрлени партизанските одреди, без координација со останатите месни партиски организации, без поддршка на селото како елемент кој што ќе ги штити, покажуваат само една негативна последица по македонската партиска организација. После двата неуспеха, Штипската партиска организација го интензивира организирањето на антифашистичката борба и бележи напредок во своите активности. Почнала да организира протести и саботажи, со што нарасна масовноста на приврзаниците. Во пролетта 1943 година Штип стана и седиште на 4-тиот областен комитет на Комунистичката партија на Македонија за 4-та оперативна зона. Овој областен комитет особено се зафати со подготовките за изфрлање на нов, трети поред партизански одред.
Затоа кога ќе се земе во етапи, гледаме дека имаме октомври 41, декември 42, имаме во мај месец 43 година. Значи периоди на 3 пати, 3 години се правени обиди да се сврли партизански одред во Штип и Штимско. Се чини дека товарот за создавање на плачковичкиот партизански одред, именуван по големиот македонски деец Гоце Делчев, го носеше Штипската партиска организација. Во пролетта 1943 година, таа доживеа една ревитализација со доаѓањето на Ванчо Прке во април од Битола. По извршените подготовки и одржаните состаноци, како членови на штабот на партизанскиот одред влегле Ванчо Прке како командант и Тошо Арсов како комесар. Постоел договор за времето и местото на излегување на партизанскиот одред. Па така, на 19 мај 1943 година, кај местото Пчеларник се собрале Ванчо Прке, Тошо Арсов, Никола Нехтенин, Митко Цецов, Исак Сион, Ванчо Китанов, Митко Ушински и Александар Митев. Од Стар Видоев писмо, од Славчо било. Вели дека базата кај село Градец била подготвена. Таму кај бунарот, кај мовчето пред Виница, ќе не чека еден селанец. Тој ќе не одведе до базата. Тошо, ајде да побрзаме малку, се разденува. Ајде. Другари, дојде часот кога во името на нашите предци ќе се кренеме против фашистичкиот окупатор. Одредот Гоце Делчев од сега ќе тргне по славните партизански патишта. Ова го правиме за слободна Македонија. За Македонија! Иако на почетокот беа една мала група, идејата беше кон акциите на партизанскиот одред да се приклучат уште 40 до 50 луѓе спремни за борба. Иницијативното партизанско јадро се состана вечерта на 19 мај 1943 година, кај местото Кртеќе во Штип. Во 22 часот тие тргнаа на својот пат, кој ги водеше кон планината Плачковица, притоа поминувајќи преку селата Караорман, Таринци, Карбинци и Аргулица. Ноките ги поминуваа пеш, а преку деновите се засолнуваа во некои планински села, бидејќи доколку се движеа преку ден, ризикуваа да бидат откриени од бугарските патроли. Примарната цел на партизанското јадро беше да се стигне во базата во Виница. Во мугрите на 20 мај 1943 година, партизаните веќе беа кај селото Припечани, каде решија да се сокријат додека да падне ноќта и да можат да продолжат. Потоа патот го продолжија кон селото Зрновци, каде ноќта во 2 часот се сретнаа и со Славчо Стојменски. За жал, долгото пешачење ги остави без сили Исак Сион,
кој доброволно реши да не го заврши партизанскиот од до Виница со останатите партизани и да се засолни во некое попатно село. Вечерта на 21. мај 1943 година, веќе пред крајот на патот кон базата во Виница, партизаните решија да се засолнат во една колиба меѓу локациите Лески и Вршиндол. Веќе касниме, Ванчо. Александар и Китанов малце ми се расејани. Ништо, Китанов ќе го пратиме пред нас до базата. Славчо мора да биде известен. Дајте да останеме во колибата додека не падне мракот. Ако одиме преку ден, ризикуваме да бидеме откриени. Добро, остануваме. Навечер тргнуваме. Еј, стој! Овде има воена вежба. Забрањето е да се вртите. Слушай ме сега добро. Ке спаднеш доле во Виница и ќе им кажеш на полицијата дека во колибата кај Лески има војници да пратат потера по ни. Поголемиот дел од управата и припаѓа на Виничката општина. Да, но ако релот се задржи управено од централата, ќе се избегне анархија. На властите од Бугаја симни фиретни се западни од Епиринскиот дел на Македонија. Да, така. Има ли поважни вести од Бугарија? Нема ништо посебно. Седни, дете, седни. Смири се, дете, смири се. Доле си му вода. Кажи ми, какво се викаш и защо си тука? И аз съм Сави. И аз и Алец си ги пазихме овците и видяхме един войник. И Алец ми кажа дека там има и други войници, да дойдат да ги коливат. Собери ги луѓето на Медаров. Тоа се партизани, тргнуваме веднаш. Партизани! Предайте се! От куршумите да се спасите! Заобиколени сте! Партизаните не се предават!